Колку е голем твојот VIP фактор? VIP – врски, информации и познанства. На Балканот се. Ти треба доктор, некој во градската управа, автомеханичар, мајстор или директор на училиште. Контакт, препорака, акција и ја решаваш работата. Но истото важи и за работата, за праксата, за стипендиите и кариерата. Тоа го нарекуваме нетворкинг. Според истражувањата, дури 85% од работните места во бизнис секторот се потполнуваат преку нетворкингот. Многу работни места никогаш не се огласуваат јавно. Наместо тоа, до кандидатите се доаѓа преку препораки и лични контакти. Затоа работодавците често ќе ве прашаат за 2 до 3 добри референци. Или пак писмо со препорака. И да, тие навистина го проверуваат тоа. Бонус, луѓето кои активно го негуваат својот нетворкинг имаат до 3 пати поголеми шанси за кариерен напредок. Ајде да видиме како тоа функционира во пракса, базирано на вистинска приказна. Невен, 19 години, од Сараево. Член на младинска организација. Оди на се и сешто. Состаноци, семинари, конференции, каде и да има сендвичи, PowerPoint. Еднаш завршува на состанок за сексуално и репродуктивно здравје. Темата му е навистина важна. Крева рака, го дава своето мислење и бум, некој го забележува и го поканува на 3-дневна едукација во Брисел. Авион, хотел со 5 звезди. Тема – проектен менеджмент. Потоа ги користи новите знаења, пишува проекти, оди на нови настани. На еден од нив Агенција на Обединетите нации го забележува и го ангажира да го промовира нивниот извештај за младите. Неколку месеци подоцна, една фондација му ја нуди првата работа да го води нивниот младински проект. Само што наполнил 20 години, а веќе е мини менаџер, без врски преку нетворкинг. Бил на вистинското место во вистинското време и што е клучно, бил видлив. Но во нетворкингот има и неколку формули. Првата се вика микс. Не е исто да си обкружен и да се дружиш со 10 луѓе од иста бранша, например 10 економисти, како со 10 потполно различни профили. Мешаната мрежа ти носи повеќе погледи, повеќе информации и повеќе можности. Втората формула гласи: велат дека си просек од 5 луѓе со кои поминуваш најмногу време. Ако си постојано со оние што кукаат, ништо не ги интересира и не сакаат понатаму, guess what? Ќе станеш и ти таков. Но ако си со луѓе кои се амбициозни, учат, мотивираат, нема стоење, ти ќе се воздигнеш заедно со нив. Океј, а тогаш како да го напредите својот нетворкинг? Еве неколку совети. Биди инфолудак, Википедија CIA. Тоест, знај се за се и биди топ информиран. Кои настани се случуваат, каде се главните лидери на областа, што те интересира? Фризерски бизнис, хотелиери, кои организации постојат, кој дава стипендии, кој, каде, кога. Повеќе информации е еднакво на повеќе можности за тебе. Сега, како да го направиш тоа? Следи star.study, портали, корисни Facebook и Instagram страници, подкасти. Зачини се во некои младински организации, движи се по настаните и полека проширувај го кругот на клучни информации и контакти. Биди насекаде, тоест оди на сите можни и неможни настани, конференции, форуми, саеми, трибини, кампови, проекции на филмови, концерти, семинари, обуки и работилници. Секој настан е нова шанса за знаење, но и за контакт, но најчесто и за забава. Биди видлив или видлива. На настаните крени рака, дај мислење, постави прашање. Или приди 1 на 1 за време на паузата. Представи се, прашај за совет или пракса. Клучните луѓе тоа го ценат, а ти стануваш запаметен. Скенирај и следи. Препознај ги VIP луѓето од твојата област. Например, те интересира IT. Најди ги топ IT компаниите, нивниот CEO, HR менаџери, експерти. Гуглај, користи LinkedIn. Заследи ги, види ги што прават. Кога имаат некој интересен настан и кога имаш причина, јави им се. Врските, информациите и познанствата се твојот VIP фактор за кариера, работа и живот. Прошири ја мрежата, биди видлив, биди активен, а погледни ги и другите Стар видео епизоди.